Уште од рано предпладнево почнаа да стигнуваат соопштенија од СДСМ во кои, како и деновите претходно, укажуваат на лошо работење на власта. Прво за укажување за денес на социјалдемократите име дека премиерот Мицковски со своите постапки и блиски врски со Вучич и СНС ја води Македонија кон изолација. Оваа тема од СДСМ ја повторуваат подолг период, најверојатно за да сигурно ги слушне и Мицковски, но останува нејасно зошто и оваа тема не ја отворат пред очите на премиерот на веќе закажаната за утре лидерска средба. Живиот збор има поголема тежина. Само СДСМ треба да реши да отиде на средбата и таму во лице да му каже се на Мицковски. Зошто ли не го прават тоа, или пак ќе променат одлуката и ќе одат на средбата? И што е уште поважно, на лидерската средба социјалдемократите треба да дадат учество во градувањето соработка која е крајно нужна на Македонија по повеќе важни прашања. Комуникација преку соопштение и контрасоопштенија најчесто е контрапродуктивно за Македонија. Таман македонските граѓани се израдуваа дека Safe City ќе го среди хаосот по сообраќајниците, кога дојде сознанието дека системот на МВР можеби нема да почне со работа. Не се во прашање технички проблеми, во прашање е старата болка, политиката и честото нејзино политиканство. Имено измените на законот за прекршоци со кои меѓу другото треба да се дозволи електронско испраќање на записниците за сторен сообраќаен прекршок, се заглавени во собраниска процедура, а за нивно усвојување потребно е двотретинско и бадентерово мнозинство. За сега сето ова ја нема поддршката од ДУИ, чии гласови се неопходни. Затоа е неизвестно дали системот Safe City ќе профункционира од 1 февруари, како што претходно беше најавено. Во очекување на најавената лидерска средба, дилемата е дали ДУИ ќе го казни Safe City или ќе се раководи од пошироките интереси и ќе гласа за промени на законот. Граѓаните сметаат дека по ова прашање не би требало да има политиканство. Пратениците само во една година потрошиле над 14,3 милиони денари за патни трошоци. Овие огромни бројки ги изнеса од партијата Левица, од каде додаваат дека е тоа недозволиво во земја каде минималната плата на работникот едва и достигнува 400 евра, а јавните политики постојано се правдаат со недостаток на средства. Со оваа сума би можело да се реконструираат и опремат училишни кабинети, да се набават медицински апарати за регионални болници што со години работат без или со застарена опрема, да се финансираат јавни кујни за јадници сиромашни семејства во текот на цела зима, да се субвенционираат градинките за кои што градоначалниците на ДПМН ги зголемија надоместоците на товар на граѓаните, велат од Левица и објаснуваат дека се единствената парламентарна партија чии пратеници не земаат ниту денар за патни трошоци, гориво, патарини, амортизација, ниту пак за кирии. Собранието вчера попладне усвои заклучок за предлог закон за изменување и дополнување на кривичниот законник. Со тоа отпочна постапката за анулирање на спорните дополнувања што беа донесени во 2023 година од владата на СДСМ и ДУИ, кои предизвикаа застарување на кривично гонење на многу функционери. За потребата од носење на новите дополнувања гласаа сите 69 пратеници присутни на седницата. Покрај ова со предлог измените на законот се воведува и ново кривично дело – инкриминирање на злоупотреба на туѓа снимка, фотографија, аудиозаписи или списи со сексуално експлицитна содржина. Се врши и до усогласување со Истанбулската конвенција преку редефинирање на кривичното дело телесна повреда. Пуштен во функција нафтоводот Солун-Скопје. Ова се случило во последниот ден од годината, соопшти вчера извршниот директор на Hellenic Energy Андреас Сиамисис. Нафтоводот Солун-Скопје повторно функционира по 13 години неактивност. Веќе била испорачена првата пратка, а во следниот период ке следи и втората. Извршниот директор на грчката компанија истакнал дека станува збор за еден вертикален коридор кој ќе пренесува дизел гориво, кој е основниот производ во поширокиот регион. Инаку премиерот Христијан Мицковски уште на крајот на ноември рече дека владата ги презема сите чекори за ставање во функција на продуктоводот, кој што со години не е во функција и најави дека се очекува нафтоводот да почне со работа.
Состојбата предизвикана од обилните врнежи од дожд и снег на територијата на целата држава се следи и е стабилна, оцени Центарот за управување со кризи. Во Битолски регион, како што посочуваат од ЦУК, на подрачјето на општина Демирхисар се евидентирани заезерени површини на земјоделско земјиште, а во Скопскиот регион до овој момент не се пристигнати пријави за нарушување на редовноста поврзани со последните врнежи. По неколку дена сибирски студ од утре не чека подстоплување. Иако утринските температури ќе бидат минусни, сепак максималните дневни во цела Македонија ќе се движат меѓу 7 и 10 степени. До крајот на седмицата ќе се задржи стабилно и суво време. Во котлините ќе има услови за појава на магла, а температурата ќе биде во благ пораст. Православните христијани кои се водат според јулијанскиот календар вечер ќе ја пречекаат нова година, која почнува утре на Василица. Многу македонски семејства Василица ја празнуваат како домашна слава, а на семејната трпеза се крши погача со паричка, а се верува дека на оној што ќе му падне, годината ќе му биде среќна и бериќетна. По повод празникот, обрезание Господово и Свети Василий Велики, утре во храмовите на Македонската православна црква ќе биде служена Света Василиева литургија. Покрај МПЦ, според јулијанскиот календар, верските празници ги слават и Руската и Српската црква, Ерусалимската патриаршија и монасите на Света Гора. Во Албанија синоќа продолжија протестите против владата. Лидерот на опозицијската демократска партија Сали Бериша ја обвини владата дека е најсрамниот и најраспаднатиот режим во Европа и светот. Бериша рече дека режимот предводен од премиерот Еди Рама се темели на измама, пропаганда и измислици, додавајќи дека каде и да го допрете, тече кражба и само кражба на албанците. Тој повика за отпор и промени, нарекувајќи ја 2026 година година на антидиктатурата и година на победата на граѓаните против автократијата. Силниот студен бран во Грција донесе пад на температурите, обилни снежни врнежи, мраз и силни северни ветрови низ целата земја. Снег најмногу наварна во ниските подречја на Егејското крајбрежје. Од снежни наноси зафатени се и неколку острови во северниот дел. Локалните власти воведоа целосна забрана за движење на возила без зимска опрема, а на многу места сообраќајот е во тотален прекин поради огромните наноси. Грчките министерства донесоа одлука за итно затворање на училиштата во повеќе региони на земјата. Кинеската државна компанија Dongfang Wind Power потпиша договор за испорака на 48 ветерни турбини за проект за еолска енергија во Србија, вреден 495 милиони евра. Ветроелектраната, што ќе се гради во близина на Панчево, ќе биде најголем ветропарк во Источна Европа. Се очекува проектот да овозможи производство на околу 774 милиони киловат часови зелена електрична енергија годишно. Украинскиот председател Володимир Зеленски предупреди дека разузнавачките служби очекуваат нов масовен руски напад врз земјата во следните неколку дена. Зеленски истакна дека Русија планира да го искористи екстремно студеното време, при што нападите најверојатно ќе вклучуваат дронови со цел исцрпување на противвоздушната одбрана пред ракетните удари. Во врска со дипломатските активности, Зеленски информираше за напредок во разговорите со американските представници, наведувајќи дека повеќето документи за соработка се веќе подготвени за потпишување. Во Иран и синоќа протести против власта, но има и провладини. Иранскиот врховен лидер Ајатолахот Али Хамнеи ги предупреди американските политичари да престанат со нивната измама и да не се потпираат на она што тој го нарече предавнички платеници. Тој им се заблагодари на иранците кои учествуваа на вчерашните провладини собери, велејќи дека демонстрациите ги спречиле надворешните заговори против земјата. Републиканскиот конгресмен Ренди Фајн поднесе предлог закон што предвидува анексија и доделување статус на сојузна држава на Гренланд во рамките на САД. Ова е соопштено од законодавецот. Законот за анексијата и државноста на Гренланд го обврзува американскиот претседател Доналд Трамп да поднесе извештај за потребните измени на американскиот закон за прием на островот.
Авторот на иницијативата ја оправдува незината неопходност, тврдејќи дека Кина и Русија агресивно го прошируваат своето присуство на Арктикот. Тој исто така нагласи дека враќањето на моќта на САД бара одлучувачки чекори. Во Велика Британија е отворена официјална истрага за тоа дали социјалната платформа X на Илон Маск ги почитувала законите на Обединетото кралство, по извештаите дека незиниот чет-бот со вештачка интелигенција Grok креирал и споделувал сексуализирани слики од деца, соопшти регулаторот Ofcom. Во денешното соопштение, Ofcom наведува дека ќе ја истражи платформата за да утврди дали таа ги исполнила своите должности да ги заштити луѓето во Обединетото кралство од содржини што се нелегални.